Цивил медија. 18 јули 2019 година. Вест на денот. Реформите во изборниот систем мора да бидат сеопфатни и правични. Најава за прес на Цивил. Цивил ги повикува медиумите на пресконференција на Отворено, утре, петок 19 јули 2019 година со почеток 12:30 часот, пред седиштето на организацијата на улица Максим Горки 31/7. Како и секогаш, настанот е отворен за сите заинтересирани граѓанки и граѓани. Изборниот систем на Северна Македонија одамна е зрел за корените реформи. Промената на изборниот модел, реформи на Државната изборна комисија, изборниот законник, изборната администрација и избирачкиот список се дел од клучните препораки на Цивил, организација која ги мониторира изборните процеси во земјата од 2008 година па наваму. Организација која сите проекти и активности поврзани со изборните процеси ги спроведува од позиција на одбрана на гласачките права, а појдовниот став и принцип е дека државата има обврска да обезбеди максимални услови за почитување и исполнување на правото на глас на секој поединец, пишува Билјана Јордановска. Циган по циган за уши. Тепачки, брашно, зејтин, 500 денари за еден глас. Гласовите на помалку бројните етнички заедници во земјата, ромските, српските, бошњачките, влашките, турските, се многу битни за време на изборните процеси. По завршување на изборите, лидерите на политичките партии на помалите етнички заедници добиваат трошки и некои лични бенефиции. И тоа е се. Во најголем дел, нивните гласачи остануваат без ништо и со надеж дека нешто ќе се смени до следното гласање, пишува Дехран Муратов. Инклузијата меѓу декларативноста и реалноста. На 9 јули на владина седница беше усвоен текстот на предлог законот за основно образование, кој е доставен на усвојување во собранието. Во новиот предлог закон е вклучена и сеопфатна стратегија насочена кон инклузивен образовен систем за сите ученици со попреченост. Многу е важно оние кои ќе ги носат одлуките во наредниот период да ги земат предвид сите лица со попреченост и да донесат разумни решенија кои ќе бидат во корист, а не на штета на оние за кои всушност и се наменети овие промени. За да имаме инклузија во вистинска смисла на зборот, мора да гледаме на јаките страни на лицата со попреченост, наместо на нивните недостатоци и во зависност од тоа да се определи каков вид на настава е најдобра за секое дете поединечно. Флеш вести. Катица Јанева отворила боледување ден по оставката. ЗНМ. Случајот со 1 ТВ е последен аларм за итни медиумски реформи. Пендаровски. Да се прави разлика меѓу СЈО и истрагата за рекет. Француската влада даде зелено светло за ратификација на протоколот за членство во НАТО на Северна Македонија. Прочитајте повеќе на civilmedia.mk. Цивил медија.